Пациентите од 1 јуни можат да останат без здравствено осигурување, рецепти за лекови, боледувања, породилни отсуства, а докторите без плати, ако вработените од Фондот за здравство одлучат да стапат во генерален штрајк. Тие денеска излегува на предупредувачки протести, најавија дека истиот ќе продолжи во наредниот период, се додека владата не им го исполни барањето за усогласување на минималната плата, како што е предвидено во законот. Станува збор за усогласување од 2392 денари по човек. Од сега најавуваме дека на 1.6. доколку не е решено прашањето, стапуваме во генерален штрајк. Значи нашите барања се едноставни, тоа е усогласување на нашите плати со минималната, носење на вредносна бод за од 1 јуни кога ќе ни бидат платите и разрешување на управниот одбор во целосен состав. Синдикалците и дадоа рок на владата до 15 мај да им го реши проблемот. Во спротивно се заканија со предупредувачки протести во сите градови низ државата, а ако и тогаш надлежните останат глуви, од 1 јуни ќе стапат во генерален штрајк. Ја повикувам сите одговорни да не дозволиме овие вработени позади нас да ги затворат вратите. Бидејќи ако ги затворат вратите, ќе патат само граѓаните на Република Македонија. Знаете какви услуги се даваат од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Не бараме ништо, бараме да ни останат платите исти како што се сегашните и бараме усогласување со пораст на минимална плата, како што кажа Бранко, 2400 денари. Ако тоа е веќе проблем за 800 вработени, што правиме понатаму? Дополнително вработените побараа да се донесе и вредносен бод за да се зачуваат тие плати што ги имаат. Крајно се разочарани од односот на управниот одбор на фондот, па побараа и негово разрешување, бидејќи членовите на последната седница не сакале да изгласаат порамнување на платата. И ова не е прв револт на вработените во ФЗО. Тие штрајкуваат 3 дена во февруари, а штрајкот заврши откако падна договор платите да останат исти до крајот на мај.